Ангеле Михайловски, пианист со концерт од Музичката академија при Штипскиот универзитет и Драган Ристов со своите цртежи во сабота ќе се представат пред гостите во Македонската амбасада во Париз во Република Франција. Културно-уметничкиот настан го носи слоганот «Штип и Париз преку фреквенцијата на уметноста», кој е поддржан од Министерството за култура. Драган Ристов на денешната пресконференција истакна дека на изложбата ќе се представи со 13 цртежи со молив, која е насловена Сенки. Станува збор за проект кој што финансиски е поддржан од Министерството за култура на Република Македонија. Се надеваме дека и двајцата достојно ќе го представиме Штип и сета култура и уметност која што се практикува овде, имајќи во предвид дека на присутните во Македонската амбасада нема да им се представиме лично само ние, туку на некој начин и Штип, како и културните институции кои што се занимаваат со уметност, како што се Домот на културата, Народниот театар, Националната установа и Универзитетска библиотека Гоце Делчев. Пианистот Ангеле Михайловски вели дека ќе има едночасовен концерт, а пред публиката ќе се представи со 3 сонати за соло пиано од 3 различни композитори. Анри Дитие, француски композитор кој работел и творил целиот свој живот во Париз, недалеку од локацијата на Македонската амбасада. Гоце Коларовски, македонски композитор, и Сергеј Прокофиев, руски композитор, како еден спој помеѓу овие два композитори. Во рамките на културно-уметничкиот настан Штип и Париз преку фреквенцијата на уметноста со најновите изданија на книгите се представи Штипската библиотека Гоце Делчев. Делегацијата од Штип која ќе биде дел од овој настан ќе ги промовира познатите штипски манифестации, но ќе ги представи и винариите и познатите штипски фирми преку промотивни материјали.